Европската унија ќе преземе сериозни чекори да ја помогне на Италија за полесно да се справи со приливот на мигранти кои доаѓаат од Африка преку Средоземното море, соопшти Европската комисија. Официјален Рим претходно го извести Брисел дека повеќе немаат капацитети да згрижуваат мигранти, со оглед на тоа дека само во јануари годинава во земјата влегле повеќе од 80.000 луѓе, пренесуваат медиумите. Италијанските власти соопштиле дека ќе ги вратат бродовите со мигранти, на кои им помагаат невладините организации. Приливот на бегалци предизвикал политички и социјален конфликт во Италија, а се поголем и бројот на граѓани кои се против нивното доаѓање во земјата. По ова прашање, Европскиот комесар за миграција Димитрис Аврамополос изјави дека Италија е во право дека ситуацијата е загрижувачка и вон контрола, додека пак председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани рекол дека по затварањето на границите на Балканот треба да се спречи приливот на мигранти кои доаѓаат преку Средоземното море. За нас е важно да се работи многу на овој проблем. Треба да изнајдеме решение за Африка, бидејќи без решение ќе има уште повеќе мигранти, милиони и милиони мигранти кои доаѓаат од оваа држава. Ние треба да инвестираме во тоа. И председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, рекол дека мигрантската криза мора да запре, инаку не само Италија, туку и другите земји членки на Европската унија ќе ги почувствуваат последиците. Зголемениот број на бегалци веќе предизвика несогласувања меѓу некои земји членки на ЕУ. Полска, Унгарија и Чешка одбија да згрижат одреден број на мигранти и покрај законската регулатива која ЕУ им ја наметна на сите земји членки. Тие одбија да го прифатат планот за распределба на 160.000 мигранти кои во 2015 година дошле во Унијата, поради што Европската унија започна правна постапка против овие три земји.